Добар ден, драги ученици! По предметот математика, денес ќе учиме за упростување на степени. На овој час ќе научите како се упростуваат степени со степенов показател позитивен цел број. Потсетување. Степен е производот од n еднакви множители, еднакви на бројот a. Значи, n пати помножен бројот a го представуваме како a на n-та. Значи, степенот a на n-та, a се вика основа на степенот, n се вика експонент или степенов показател. И уште едно подсетување, a на прв степен или a на прва го означуваме само со a. Пример 1. Ако помножиме 5a, степенот е a на 5-та. Под b. 2x по 3x. Ги множиме посебно коефициентите 2 по 3, посебно x по x. 2 по 3 е 6, x по x е x на квадрат. Значи имаме 2x, затоа е x на квадрат. В. 3b по 4b по 2b. Коефициентите помножени 3 по 4 12, по 2 24, а b по b по b е b на трета. Г. 5y по 2y по y по 2y. 5 по 2 е 10, по 2 20 и имаме 4y, значи y на четврта. Запрете го за кратко видеото и пробајте да ги решите следните задачи. Пример 2. Под А по А, по Б, по Б, по Б. Посебно ги множиме променливите А по А на квадрат, посебно променливите Б. Б по Б по Б е Б на трета. Значи крајно А на квадрат, Б на трета. Под Б. X по 3x по 4y по 2y. Коефициентите помножени 3 по 4 12 по 2 24. X по x е x на квадрат, y по y на квадрат. В. А по 3b по 4а по А по Б по С. Прво ги множиме коефициентите. 3 по 4 12, а може би е по-добро. В. А по 3b по 4а по А по 5b по С. Първо ги множиме коефициентите. 4 по 5 20, по 3 60 и имаме 1, 2, 3, А, значи А на трета, Б се 2 помножени, Б на квадрат и по С или само С. Крајно 60 А на трета, Б на квадрат, С. Под Г. 5xy по 2y по 4x по xyz по 2. Повторно, пак ги множиме първо коефициентите. 5 по 4 20, по 2 40, по 2 80. X имаме 1, 2, 3, 3 множители x, значи x на трета, y 1, 2, 3, значи y на трета и z е 1, значи само z. За кратко запрете го видеото и пробайте да ги решите следните задачи. Пример 3. Под 3x врз 6. 3 со 6 се кратат, со 3, значи го раста на 1, долу 2, значи решението е x врз 2. Под b. 5x врз x на квадрат. Можеме да разложиме 5 по x, долу x по x, па кратиме 1x горе со 1x долу и имаме 5 врз x. В. 12а на квадрат врз 3аб. Разложуваме 12 по А, 3 по А по Б. Откако ќе скратиме,
остана 4а врз b. Г. 2xyz врз 10xy. Откако ќе разложиме и ќе скратиме, горе остана z, долу само 5. Д. 4ab врз 8а на квадрат, b на квадрат. После разложување, кратиме и резултатот е 1 врз 2ab. Пробајте да ги решите следните задачи со мала пауза на видеото. За домашна работа, на страна 31 и 32 од учебникот ќе ги решите задачите прва БВД, втора БДГ, трета АД, Г, Ж, Ј и Л. Задача плюс за учениците што сакаат математиката. Пример 4. Експоненцијални равенки. Пода. 2х еднакво е на 8. Равенките на кои што променливата име на местото на експонентот, равенките на кои што променливата име на местото на експонентот се викаат експоненцијални равенки. Ова експоненцијална равенка ќе решиме така што 8 ќе го представиме како степен со основа 2 или 2 на трета. Значи, 2 на x ќе биде еднакво на 2 на трета. Бидејќи основите се еднакви, следи и експонентите треба да бидат еднакви. Значи, x е еднакво на 3. Под Б. 10 на x еднакво на 10.000. 10.000 го представуваме како степен со основа 10, значи 10 на четврта. Во случајот, основите двете се исти. 10, значи експонентите треба да бидат исти. X е еднакво на 4. В. 2 на x плюс 1 е еднакво на 16. Значи, ако го представиме 16 како степен со основа 2, имаме 2 на четврта. Експонентите мора да се еднакви, бидејќи основите се еднакви, па добиваме x плюс 1 да е еднакво на 4 или x е еднакво на 3. За да ги извежбате експоненцијалните равенки, може да ги решите следните задачи. Ви благодарам.